Хеј, Пандамониум радио шоу, трета сезона, епизода 62. Здраво и добро дојавте во уште едно издание на нашиот подкаст. Јас сум Дарко Ајри Скреч, ова до мене е мојот човек Трајче Екиет Activity. Здраво Трајче. Здраво Дарко, здраво Пандамониум радио екипо, се надевам дека сте добро. 62 епизода, трета сезона. Едно можеби од најголемите, мислам дека најенергетични епизоди сега што би ги имале, бидејќи инспирирани сме од поише ствари. Бидејќи онака у една недела стварно се десија многу работи, имаше многу конверзации на Дискордот кои што се отворија, многу муавет, многу активно се појави. И тоа е благодарение на неколку релиса со онака што ги имаше оваа недела, но пред тоа сакам да се навратам само уште да надополнам за нешто кое што го спомнавме кон крајот на претходната епизода, ама не успеавме да го довршиме и ја инсистирав ова да го вметнеме уште на почетокот, бидејќи се чувствувам дека не кажавме доволно. А тоа е за значењето на Take-Off. Само сакам на брзина да кажам дека као многу луѓе ги андермајнат Мигос и тоа што се посебно и Take-Off онака како најмалиот, кој најнепознатиот член можеби, бидејќи како соло кариери нормално знаеме дека Quavo имаше момент, Offset имаше момент кој што онака како колаборативен албум со Тревис Скот, Хук мастер низ цел свет, секој најак артист го сакаше на Хук, а Take-Off онака беше па не и андерграунд, но во позадината на од нив тројца, но еден од најконзистентниот, ја би рекол. И брат, дури и сам и они двајцата, и Quavo и Offset го кредитираат него за нивното флоу. И не смееме да заборавиме колку и да не ги сакате, колку и да не ги поштувате, колку и да тие се луѓето што го донесоа флоуто, тие се луѓето кои што ја воспоставија таа ера, ние која што ја викаме трап. Као треба ние посебно, кога велам ние зборам за мене и за Дарко. Дарко посебно, валјда тие беа и причината со која што заради која што ти можеше да почнеш да ги пушташ тие, брат. Versace ремиксот мислам дека старт на све, брат. Може би имало нешто пред тоа, ама Versace ремиксот, јас се сеќам дента кога искочи онака како чекај да видам што е ова, брат. И ме сврте наопаку. Не мислам дека Мигос беа причината поради која трапот дое тука. Баш вчера зборевме на Дискорд, имаше и пред Мигос да се појават или пред да станат популарни, пред да се појави тој Versace ремикс, виш имаше Mike Will Made It продукција, Lex Luger продукција, која и веќе мене ми беше во ротација, кој имаше исто така. Кој имаше да речеме некој бранд фатено. Мислам дека Мигос беа оние што го оформија на некој начин звукот и изгледот на трапот и може има некој од најголемите, да речеме под наводници, трап мега хитови, кој на пример Беден Бужи, бидејќи не гледам од страна на луѓе што слушале трап или што слушале хип-хоп претходно, дека за нив секој си има модерен момент во кој што му влегло нешто, дали е преку Gucci Mane, дали е преку Waka Flocka, дали е преку T.I., дали е преку Ray Shrimmer, дали е преку траката Mercy, Bugatti, Early Rick Ross. Так. Тоа се спаѓа во некој поширок Chief Keef, тоа се случува пред Мигос реално и секој на во различен момент влегол и бил во допир со тој звук. Ама на пример знам дека Беден Бужи во период кога излезе и кога стигна тука допре до многу поширока публика. Тоа беше истиот период кога Trap the Fuck Up зема некој замав и тогаш онака на пример постари луѓе што не беа запознати со таа музика или некои помлади деца што уште не слушаа музика, можеби со таа песна беа закачени на тоа. Да не збориме за стилот кој што каже ти и флоуто што стана она триплет флоу што стана флоу, да. Што стана Они го испопуларизираа, не дека они го измислија, постоело, но они го онака не знам. Муабетот е дека не име значењето како пионери, ама име големо значењето во правиот момент се појави и го крена на нивото многу повисоко што требаше. Тука зборам пред се за албумот Culture, првиот. Нормално, класика. Бидејќи Мигос претходно имаа некој окей бранови, јас ги имам гледано Мигос, брат, тој после ми текна на Fresh Island Festival 2013-2014 година. Тогаш беа без Offset, бидејќи беше во затвор. Така. Тоа беше период на Versace, мислам дека беше Handsome and Wealthy, она можеби Fight Night и такво нешто. Fight Night, Hannah Montana, ама тогаш уште мислам дека беше како под наводници underground бран. Они според мене сврта играта си имаат движење, ама не до тој степен. Неколку што ние сега го величиме. Сваќам дека ние сега малце и го романтизираме. Не за сега, можеби ќе кажам, да речеме код денес што е Key Glock или нешто такво. Така. Значи да речеме на тој некој левел кај што као има со тоа што рачуне дека пред 8 години на пример
не беше сцената толку поделена, не можеше да си вираат артистите и бендовите во своите покети, што го зборевме тој прошли пат. Значи да речеме на таа генерална или мејнстрим сцена, они беа некако во последина. Според мене, моментот се смени кога Марса ни ја пушти нас Кукун, брат. Песната Кукун со спотот и со се и звукот беше многу различно од се тоа што правеа Мигос претходно. И Кукун, ако не се лажаме, првиот сингл или првата најава директна или индиректна за Culture, и мислам дека од таму се менја. Вајда тоа беше, и мислам дека онака која година? Не ме фаќа збор за година, дека само се нафрлија баш на Леброн дека каже дека ги слуша Мигос од 2010-та. Дали е 2010-та, дали е 2011-та, не е ни битно, брат. Јас мислам дека Versace е 2013-та и мислам дека има станов Versace на микс од тогаш. Да. И јас ја слушав, брат, знам дека трчав на Кеј кога ја слушав, така да не знам дали е на почеток, можеби во сред лето, не е ни битно. Ќе повторам уште еднаш, мора да имаат тоа, посебно да имаат онаку предвид, посебно помладите фанови што не слушаат и што не гледаат, дека порано музиката не стигаше инстантно како што стига денес. Значи песната можеби била излезена во март во Атланта или била ставена на YouTube, можеби до мене стигнала во септември. Така. Да. Многу поспоро патуваше музиката. Не беше вака инстант ко сега, ако денес излагат, денес ја слушаме и после 2 месеци више не ја слушаме или веќе е стара. После 2 месеци, последна недела се забораваат албуми буквално. Така да беше многу поразлично и не е ни битно годината или периодот кога е тоа. Според мене Кукун е моментот кога се менува за Мигос. И ќе кажам дека Culture кецот е најлегендарен албум. Од преходната декада за трап сцената, бидејќи има тука и други албуми што се као например као Finally Rich на Chief Keef и као некои други се моментот не се ни сеќавам или може има микстепи на Future, али мислам дека Culture ги има она. Брат, отворив да видам трак листа пред некој ден као. Да, бенгер беше за бенгер. Во правиот момент, во правиот момент кога тоа сакам да кажам дека они да речеме го крена трапот на многу повисоко ниво. Не се пионери, ама тоа што го направи они во прав момент го направи и на прав начин го направи за да биде онака као топ ноч да отскокне од се друго. Да речеме. Буквално. И плюс дека се тројца, имаат таа магија, ги имаат тој флеши момент, имаат таа хемија, се појавува на фристайли, имаат такви многу интересни мим моменти. Да. Уште од самиот старт, од секад биле, да. И као Хена Монтена, уште се сеќам на мемињата на сите глупи вајнови што ги имаше со Хена Монтена. На светоа онака Ептен го фатија тој бран и на мим култура и на интернет култура, а поврзано пак со нивното трепиш, стајлиш онака жолто, злато, ти текне у тој момент исто постоеше и овој како се викаше на Work Remixот. Тринидад Джеймс исто така. Они беа тие ликови, брат, ме разбираш, као поише беа и ко карикатури за нас реално, пошто не беа артисти кои што ги гледаш секојдневно така да се облагаат у Леопард Принц, после тоа се појави Young Так исто така што беше многу флеши, така да мислам дека тоа беше целата естетика околу нив и плюс музиката како најголем фактор придонесе за у наши очи да се на еден начин пионери. Ме разбираш, пошто за многу луѓе Мигос била интродукција у трап музиката. Тоа да, ама кога се збори за жанрот не би рекол дека се пионери, може пионери на флоуто, али на жанрот не. Бидејќи сепак они се некоја генерација после овие што ги спомнавме или бар малце покасно фаќаат брани, добиваат нека популарност. И според мене, брат, значи Early Days Migos супер, респект за тоа, ама според мене Culture е тоа што ги прави Мигос да се Мигос. Мислам онака тоа ги стаи Ептен на ги зацементира на почнувајќи од Кукун, таму го сменија пристапот и за спотови, спотот на тишерт, брат, кај што се облечени оние бундите со шубари на. Значи на пример Бодан таа слика уште има на кавер на Facebook. Леонардо Ди Каприо inspired. Ама онака како се беше јако у тој момент. Се што правеа беше како онака не можеше да тој албум тој период не можеше да се промаши. Факт. Да не збориме за сите синглови, сите гостувања, сега можеби Take Off реално и легендарен. Има најмалце од најмалце, дефинитивно. Од сите тројца. Дефинитивно. Фичерси, да речеме синглови и топ. Ама не треба да биде изоставен како и да е. Тоа сакам да кажам дека баш напротив, тоа го зборевме. Конзистентен беше цело време. Ама тоа го зборевме и они сами викаат дека он е првиот рапер од нив тројца, овие други биле поише по спорт и по други ствари. Најлудата работа. Што буквално дента кога почина, видов дека човекот имал 28 години. Да. Ја имам 28 години. Значи 2012 човеков имал 18? Лудо е.
Ме разбираш дека Versace има извадено на 18 години, брат, не изгледа воопшто, брат. Мене ми изгледа минимум онака 5-6 години повод. Не мислев дека, не ги замислував дека се толку вако. Он мислам дека толку млад. Он да, ако не се лажеме, он и најмалиот, ама пак као на 18 години, брат, не изгледа воопшто. Барем Takeoff никад не ми изгледал толку млад, брат. Многу чудна работа, ама како и да е, тоа е тоа што ги прави легендарни и пак ќе кажам, за нас е на еден начин и носталгично и го романтизираме сето тоа, пошто Мигос беше многу големо влијание за нас ко артисти, ко уживачи на музика, онака ко луѓе кои што цело време биле против таа генералната главна вода и струја у Македонија, која што уште во 2012-2013 уште поштуваше да пушта Jump Around у клубови. И луѓето и тоа го сакаа, значи фановите и луѓето кои што искачаа го сакаат тоа. И на пример за да дое Дарко и за да може да се инспирира од друг правец на музика и уште неколку мал број на луѓе реално и после да се зголемува за да почнат да слушаат и да бидат отворени кон нови страни. Па и на некои Мигоси да има интродукција. Ја вега, постојат и такви. Да, се разбира, брат. Тоа го зборевме прошли пати, тоа е тема што може да збориме 5 емисии поред и само да се влага од една подтема во друга, као секој, и тоа не е лошо, секој човек има интродукција за некој правец преку одреден артист, без разлика, и затоа ние не сме гейткипери, као и ја прв почнав да ги слушам Мигос или ја прв или Кицото прв почна да го слуша Чиф Киф, нема врска, брат. На некој го дознава Чиф Киф од 2017. Да. Јас имам наприкадан за Чиф Киф, само малце на страна од темата, кај што Connect настапува, Connect групата од Хрватска. Готово. Настапува во диското B2, не знам како се викаше тогаш. Добро. 2012 година, брат. Добро. И со нив, они дојдоа и го рокаат цел албум Finally Rich. Дорека седевме на pre-party, на after party, свегаш? Тоа. 2012 или 2013, са не ме фаќате за збор. Тој албум е 2012, ама не знам кога сме го слушале, не ни тоа битно. Да. Само ти кажам дека као Иксо беше. Јас сум ја знаел Don't Like, бидејќи имаше нели ремикс од Kanye и се, ама на пример не сум бил толку навлезен во Чиф Киф, преку нив навлегов. И за тоа пример 3 Хана песната ради тоа ми остана тоа, брат. Така. До ден денес ми е едното милението. Врежаната и у меморија, да. Да, значи нека си има меморија за тој момент. Така да сакам да кажам дека не е битно кога ти интродукција. Битно е дека во еден момент си ги слушал, си инспирирал од нив или ти се допаѓал некоја нивна ера или целата нивна дискографија. Yep. И тоа е сосема во ред. Тоа што мене не ми се свија кога више збориме ке Мигос и кога збориме за некоја помлада генерација, што сеќаваш ли каков шејт добија Мигос за Culture 2 и Culture 3? Онака дека луѓето ги дури посебно Culture 3. Не ги кенселна, ама беа како да. Не слушам ова срање. А сега? Да, тоа е тоа. Мислам, ја бев критичен за Culture 3, стварно не ми се свигаше албум. Тоа е во ред. Преисфорсиран беше, ама Culture 2... Не, ама во ред е тоа, ама во ред е и да не ти се свига, брат, сосема е во ред. Ама што му го прават, на крајот денот се легенди во играта, имаат право што сакаат да прават, брат. Факт. Мислам, на крајот на денот е нивна уметност, нивна музичка кариера, нивно патешествие, брат. Као тоа е они кои правец ќе сака да го заземат, тој ќе го заземат на крајот на денот, се движат според и они интуиција, реално на крајот на денот се обични луѓе, брат, кои што креираат музика, не знаат у секој момент што функционира, некад ќе се погоди, некад е момент, некад е creative genius. Тоа сакам да кажам дека мислам дека некогаш и обична грешка, брат, и текно, така да посебно у денешна клима, мислам дека може све да профункционира, така да ако некој некогаш не извади нешто што не е по твои стандарди, не значи дека флопнал, туку едноставно значи дека тоа не функционира во дадениот момент. За тебе. За било кој друг човек може да функционира, може е најдоброто нешто што го има слушната, брат. Брат, тоа сакам да кажам дека тој период кога они ваде и кога они станаа толку популарни, има инфлуенс, се беа поклопени поише коцки, они само го споија се тоа и го крена на нивото многу повисоко. Значи нека беше тоа климата беше таква, тогаш ни требаше тоа. Почнувајќи од музиката до естетиката, до нивната популарност, до новиот звук, новиот изглед, онака. И стварно Мигос се тоа што се и уште еднаш rest in peace и не знам, Takeoff ќе памтиме, ќе слушаме, ќе опуштаме, ќе ги знаеме неговите најдобри версови, уште се нам потсетено на сите, ама спомнав и прошли пат од прва ми текнуваат онака 4-5 моменти кај што кај што стварно отскокнува и сигурно имам уште 4-5 што не знам дека она, ама или ми се малце подзаборавени, дека сепак funny one-liner и све тоа. Дека сепак се поминати поише години од кога беше да речеме праймот. Дефинитивно, еве тоа што има премногу музика која што
онака ни е врежано исто у меморија и многу е тешко, it's hard to keep track of, као буквално, онака ја имам проблеми некогаш да се сетам и на некои одредени имиња на песни, а онака песна на цел верс ми се врти у глава дури да ми текне на самото име, така да it's only right, ама како и да е, Rest in Peace Take Off. Не знам што следува после ова, кој што кажав и претходниот пат, ова не само што со ова згаснува еден живот, онака згаснува многу ствари, не знам, посебно и у таква ситуација кај што беа ставени и самите Мигос имаа некој раздор измеѓу, така да не знам што се дешава, видов дека на 11 ноември ќе е неговиот погреб во State Farm арената во Атланта. Тоа ќе биде неговиот погреб и Дрейк, мислам дека дури и го откажа неговиот концерт во Apollo Theater у Њу Јорк и го стави на друг датум месец погазно за да не се поклопат тие два датуми, бидејќи претпоставувам дека и тој сака да присуствува, но тој сака да одаде почит на кон тоа. Брат, уште на Rest in Peace Take Off, сакам да се надоврзам ја на мојот од прошлиот пат, што мислам дека е поврзан и со ова, мислам дека треба малце поинаква енергија во музиката во моментов. Сакам да се надополнам со тоа што да се надоврзам од минатиот пат. Кажав дека има онака сега музиката е во некоја лоша фаза, некоја депре фаза, некоја негативна фаза. Мислам дека сега ни треба малце поише conscious музика. Малце музика со свест, малце поише музика со порака, не да биде труење. И мислам дека тој момент го пропушти во тој цикл што го зборев, као да. Ако сега е вака, ни треба малце conscious, малце дури и preaching, малце да се смени енергијата општо во музиката, во културата, малце по-позитивно, малце по-разумно да се пристапува и да се збори за поразумни работи. За после тоа кога ќе ни досади тоа разумното, кога ќе трае 5-6 години, кога ќе ни трујат постарите, кога ќе ни труеме ние постарите на помладите, за 5 или 10 години да се измислат пак некој нов поджанр и некоја нова енергија што ќе биде позитивна и весела, ама откако ќе се средат работите. Сега е културата во многу лоша ситуација и мислам дека ни треба една conscious фаза, онака кај што ќе можеби сме ние во таа возраст, не знам, али стварно се осеќам така. Мислам дека тоа има влијание и како, но ја не знам што треба да се деси. Стварно не ми е јасно што треба да се деси и да се случи за да може да има таква промена нагла. Као не ни мора да е нагла, ама не гледам нешто као јас сваќам што и јас сум за тоа, као буквално последниве 3-4 години онака сум во таква фаза каде што барам поише и не е тоа заради моите години, а одсекад сум го пратил тој правец, одсекад сум слушал на пример и по традиционален хип-хоп каде што има и порака, каде што има фокусот е поише на лирисизам и на такви ствари и на контент внатре и на порака, ама за генералната маса тоа да го слуша ја искрено не знам. Сваќам што сакаш и that's the logic thing to say, онака како окей, премногу смрт има, за глупи работи се убиваат. Ќе се надоврзам ја на нешто. Баш го збореа тоа. Слушав една емисија каде што онака како ги читаш вестиве, не си ни изненаден, брат. Кога само ги зимаш онака. Фак, си викаш. Кога не си ни изненаден, не си викаш нема шанси. Си викаш фак. Тоа е. Истото беше за Pop Smoke, истото беше за Nipsey, истото се и за Take Off. Као не ни веќе не се ни вести, брат. Као Долф, као има многу, брат. Очекуваш, брат, ти текнеш само викаш фак, брат. Не викаш не е можно, веруваш на тоа, брат. Знаеш дека си има десано, брат. Да. Истата реакција беше и кај нас на Дискорд, брат. Луѓе у 6 саат се вајле пишува, брат. Флекс онака почна на 6 различни чата да ми пише не е можно. Седнувам на Твитер, брат, ја бев буден у тоа време кога гледам. Сикам фак. Можно. Тоа е. Се десило, ме разбираш, нема шанси да не е он, брат. Никој нема да напише лажна вест дека Take Off е мртов, ако Take Off стварно не е мртов, брат, ме разбираш. И убиен е дет, као не е ни мртов, туку е убиен од некого, некој го сторил тоа. Така да многу е бесмислено, пак ќе кажам, многу е глупо. И сваќам тоа што сакаш да кажеш. Го подржувам тоа. Ама генерацијава ми е толку веќе од у Радовиш ние имаме една вако еден saying се вика од верата на вонка, као буквално све искочува надвор од контрола, брат. Го зборев тоа, морални вредности се сведени на нула, common sense онака на нула, непоштовање. Добро, брат, attention span е не поише од 3 секунди и мислам дека тоа сите работи се поголеми причинители и се надевам дека генерацијеве моментално што се на пример 18, 19, 20, не дека причам, не дека зборам нешто и онака ги учам на нешто, туку едноставно као мислам дека и тие со тек на време ќе сватат ние за од кај доаѓаме ова што го збориме сега. Ме разбираш дека за нас е бесмислено дефинитивно и мислам дека и они ќе го сватат кога ќе напона 25, 26 дефинитивно. Како и да е,
било која смрт е бесмислена ако е сторена од неприродни причини, така да жал ми е многу и пак ја кажам, го збориме ова, ама не е дека не очекувам да продолжа да се дешаваат овие ствари, као го чекам само моментот на Твитер уште нешто кога ќе прочитам дека некој друг бил убиен. За жал да. Тоа. Ова беше само чисто да се надоврзаме од претходната, моравме да го кажеме. Ми легна сега, тоа се случи баш пред да почнеме да снимаме и пуснеше беше прва епизода. Тоа бевме онака, не дека бевме. Имавме ние тука као и технички работи да спремиме и бевме возбудени за прва епизода и тоа беше спушти, да. Сега тоа не спушти и тоа што онака од прва кажавме, тоа што имавме да кажеме. Сега е една недела легнато. Слушнавме ние некои емисии, некои текст, видовме некои постови на Инстаграм, се инспириравме, слушнавме музика, се подсетивме, така да беше во ред да имаме една перспектива на недела. Да. Следно нешто што е на тема е изданието кое што искочи неделава, кое што го зборевме претходната недела дека ќе искача. Her Loss, Drake, 21 Savage, Drake албум, одмах ја кажам. Не го сметам за колаборативен албум. Но ми се свиѓаат The 21 Savage Contributions на секаде throughout of албумот. И почнеме со тебе. Кажи ми, не знам, како се чувствуваш колку го преслуша, пошто има многу ствари за зборење, ама онака чисто први импресии, кажи ми. Први импресии, ми се свиѓа, брат. Го добивме тоа што требаше да добиеме лето во Drake. Можеби не скроз тоа што го очекувавме, ама мислам дека Drake се извади према фановите. Лето е некаде. Да. Го добивме тоа што ни требаше, се извади према фановите. Не е албум што ќе има некој поголем мејнстрим успех, не е албум со синглови. Мислам дека е албум со deep cuts, за да ќе повторам пак за фановите на Drake и тие што сакаат да слушаат ваква музика. Добивме едно парче музика во една сува година за мене, бар лично, тоа што го зборевме и прошли пат, така да имам некои 7-8 нови песни за слушање и тоа ми е сосема доволно. Мене албумот ми се свиѓа, не ми се свиѓа се што е нормално, ќе влеземе малце подлабоко, али overall му давам преводна оценка и веќе ми во ротација цел викенд и имам фаворити, имам добри, имам лоши моменти. Так. Overall ми се свиѓа. Тебе? Брат, буквално мислам дека у 6 саат саба или искочи, 8:00 веќе бев буден, седнам на компјутер, таму имам звучник и викам ќе слушнам, ама сакав онака пропер. Прв лисен, сакав со лирикс да го слушам, ме разбираш, као онака сакав да се фокусирам и само албумот да го слушам. Веќе имаше некои муабети у Дискордот и викам чекај, страпете се, не пишувам ништо, не читам ништо, чекај да го пуштам албумот да видам. Ја пуштам Rich Flex семплото уште на почеток и си викам, окей, тука сме. Као уште првите 3 секунди, брат, уште тоа за виоко тој семплот што и да е, хорски или што и да е, немам појма. Одма ме закачи, викам окей, ова е одличното интро со оглед на тоа како заврши Honestly Nevermind со Jimmy Cooks, го знаеме семплот таму. Продолжи некако, почна на истиот со истиот менер онак. Да. Почна албумов, неколку свича, добро е, пуштам втора, пуштам трета. Брат, првите 5 траки ми се свиѓаа многу онак. Сите ми беа енергични, продукцијата многу ми се свигаше, пошто кој што кажа, не е некој на пример онака комерцијален, нема некој комерцијален апил самата песна, ама тоа што зборев дека може од секундарен и терцијален аспект пак да стане хит онака, као дека нема да биде сингл, ама пак е хит, пак е бенгер, брат, пак има таа енергија ја носи со себе. И тоа ми се свиѓа. Drake тогаш највише ми се свиѓа. 21 си е на задача да стварно се држи добро онака, иако Drake е многу по-превалентен и имаш highs and lows, ама има поише highs него ли lows и на пример има тоа све што сакам во еден Drake албум, брат. Исто. Го имаш тоа неговото трап срање, го имаш Drake и што пее, го имаш Drake и што рапуе. Middle of the Ocean може ми бие и една од поомилените Drake песни што имаат искочено периодов, као буквално последниве 5 години. Добро. Чекај сега, помина само не, ама искрено, на пример, не знам, ме потсеќа на Lemon Pepper Freestyle на песни кои што имаат таква содржина, ме разбираш? И на пример тоа ти што го збориш, ми треба поише содржина, ми треба. И сега некој ќе каже иронично ова да го кажеш дека Drake ова го има извадено, ама Drake цело време вади такви ствари, брат. Само не знаеме колку вие слушате Drake, али ако влезеш во било кој Drake албум, има премногу такви песни.
Мене тој Дрейк ми е омилениот Дрейк. Онака таму Дрейк ми е најдрейк што може да биде, брат. Као На B-sides и на Deep Cuts. апсолутно. И као си викам топ, браво. Не знам, до крај го пуштив, си изненадив, ми се свиѓа кавер артот. Малце ми е чуден, ама ми е интересен и се одвествува со има малце некој синистер лук на него, чуден е, таков малце еджи. Ама за првата половина на албумот ми се одвествува. За втората половина веќе после Middle of the Ocean некако не ми се одвествува. Ама overall ми се свиѓа концептот, албумот ми се свиѓа, бит селекцијата ми се свиѓа. OVO40 е genius, брат, за тоа што го прави. Као мислам дека тоа е движичка сила позади све тоа Дрейк што го прави. Позади звукот на Дрейк. Позади звукот на Дрейк. Едноставно не сме ни фановите не се ни свесни онака колку има Форти, колку има позади раце вмешана во се живо и диво и многу ми е мило дека е тоа така. И ќе зборам, целиот ролаут мене ми се свиеше, брат. Доби флек многу, луѓе збореа против тоа, као зашо да фейкаат, ги андермајнаат другите артисти кои што настапуваат. Реално, прво, NPR никад не прави промоции на албум, значи албумот е изваден, некое време постои, им се дава на артистите да ги спремаат песните во живо и тогаш ги настапуваат. Најчесто кога се на турнеа или во околината, бидејќи тие што се од Америка, окей, дека мислам дека NPR е во Вашингтон или така нешто. Yes, sir. Ако идеш на нивната локација, веќе постојат или NPR тајни деск концерти кои што и самите артисти со нивна продукција ги организираат. Такви беа Мик Дженкинс и уште неколку што ги памтам. Ама тие се случија во ковид, ако не се лажам. Тие се случуваа во ковид, Currency исто така, каде што имаше локдаунс и каде што не може да и дури и Мигос, да, каде што присуствуваа не присуствуваа во Вашингтон, ама целиот тој ролаут, брат, на Howard Stern, на NPR. Па дури и сега Colors искочи, брат. Тоа е најлудата ствар, не знам дали виде, брат. Се искочи као некоја вако за ебанција дека настапуваат на Colors, нема врска, брат. Дади она печатените Vogue магазини. Седна доврзува со лајнот он што го збори за Vogue. Се дабл даун прави на самиот нахрлос на албумот, каде што без разлика можам да звонам на два бројата. Малце селски муавет, али нема врска. Тука е, звонам на два бројата, ставаат у Vogue. Океј. Мене ми се свиѓа, брат. Ја не можам да кажам дека не ми се свиѓа, брат. Као што гледам онака генерално јавно мислење и на нет и на Твитер, општо позитивни реакции имаш албумот. Не ме интересира јавното мислење. Тоа што го збориме за ролаут, брат. Значи Дрейк и 21 Savage, например, ова е ролаут што одговара на ваков проект на Дрейк и на 21 Savage, или да земе само на Дрейк. Без синглс. Тоа сакам да кажам, значи е еден ролаут на таков интересен, не е мима, ама е таков као интернет фори, бидејќи тие печатените Vogue магазините испечатиле 50 и стана вирална сликата со магазините, а не е дека тие магазини биле раздавани некаде во вистинскиот свет. Па биле на неколку места, као буквално сите тие 100 копии колку и да биле ги раздале по луѓе, али како и да е, брат. Поише беше интернет сензација него ли било што. Тоа сакам да кажам дека се потрудија да направат нешто интересно да го привлечат вниманието. Што на пример мене почи ми се свиги пооргански него билбордите што ги закачи прошлиот пат. И тоа беше окей. Да. Окей фора, ама тоа ми беше поише фора за албум, за мејнстрим албум како што беше Certified Lover Boy. Да. А за ваков проект ова ми требаше и мене ролаутот ми се свиеше многу и нема тука ги исмева луѓето што пеат на NPR, баш напротив, мислам дека дава значење на тајни деска. Не е дека исмева некој. Дури NPR самите изреагира, ајде следен пат да го направиме for real, као. Ама тоа значи дека кој не би сакал, брат, NPR, брат, Дрейк, знаеш колку што ќе направи, брат, на NPR? Ја Дрейк би слушал 3 сати сет од NPR, брат. Човеков има предлабока дискографија, брат. На NPR не идеш со еден албум, брат. Идеш со целата твоја дискографија и тоа што ќе спремиш ти од твојата дискографија за лайв сетинг, тоа настапуваш, брат. Дрейк има многу, брат. Као Тайлер, да се надоврзам, кога го хејтаа Дрейк, секно е на Тайлер има свој фестивал. Да. Кога настапуваше Дрейк, кога го извади Дрейк, кога сите мислеа дека Френк Оушен ќе настапува. Ја би сакал Френк Оушен да настапува, али fucking Дрейк ти искача со спремен сет од B-sides, брат. Views ти настапува. Ти настапува такви, брат. Fire and Desire ти ја настапува, брат. Имам женски и клекнувам на колена, запросувам глупци да ти на глупци. Френк Оушен, ќе плачам таму на сред концерт. Брат, нема врска, тоа е маветот со некои ептени изгорени фанови што мислат дека имаат привилегирани да ти јавам као купиле карта, брат. Собственост на сега они ќе курираат, сака да курираат програмата. Ако Тайлер го викнал Дрейк, има зашто викна Дрейк. Пише спешал гест, брат. Ако сакаш да живее, ако не иди си, као многу едноставно. Ама не, тоа е исто, брат, кога тоа е
некој доаѓа, ти текнува устаница сега Но тоа доаѓа. се случува на интернет. Да, Тоа и ти се доаѓа, нема ти доаѓа полнувам, брат. устаница, брат, и он очекува сега дека ти ќе пуштиш 5 Playboy карти, го си имам Playboy карти, никој да не се осеќа call out, го онака било кој, не ми е не е ни битно, брат. Ти текнува деди Јенки сака да пуштиш 5 и он ти е после људ, брат, дека ти не си пуштил, брат, си пишува special guest, брат. Не мора да значи дека е Frank Ocean, брат. Ти у твојата глава ако си го имаш замислено дека е Frank Ocean и ти доаѓа Дрейк спремил сет кој што го нема настапувано никад до сега у твојот живот. Брат, деца special thing, као биди среќен дека го искусуваш тоа. Ја би платил пари за тоа, како да ти објаснам. Тоа е. Има луѓе што би платиле пари, ти го добиваш за бесплатно, брат. Ти си луд. Неблагодарен си, ме разбираш? Се осеќаш ентајтл привилегиран. Точно е. Глуп си да ти. Точно. Точно е. Да се надоврзам на Her Loss, брат. Зборевме уште као тој го спомнав преска дека на Дискордот колку беше запален оваа недела, шараут дефинитивно онака. Шараут Дискорд. По цел ден мислам дека работава не можев да си ја работам. Имаше премногу hot takes, брат, внатре што се збореа дека вака онака премногу луѓе и на еден момент се најдов ја против 20 луѓе како го хейтаат на Дрейк албум. Ги имам извадено тука, го сакаш може да ги поразговараме, брат. Може, дефинитивно. И као бев еден one versus 20 каде што единствено Кире беше имаше застанато позади мене, кај што ме бранеше онака и се бранев против 20 луѓе кои што го хейтаат Дрейк, брат. И не ми беше јасно зошто у тој момент. И сега на пример више и нема толку многу. Сега се омекнати и секаде тоа. Сваќам дека е сега тоа. Дрейк кога ќе извади нешто, на почетокот побурни се реакциите, негативни неголи позитивни и после тоа се ги снемуе полека, пошто на сите им легнуе, брат. Или не го слушаат ше во ред. Брат, не знам колку траки се на целиот албум, не ме фаќа за збор, ама и да се 20, 5 имаш од нив што ќе ти се свиѓаат, како и да е, брат, ме разбираш? 16 се многу се, брат. 16 се, да, долг рантайм има и долги траки. Еден саат точно. Има долги траки, тоа го имаме зборено, ама како и да е, брат. Албум кој албум, мене ми е топ од било кој аспект, со тоа што ролаутот ми беше супер. Го најави албумот со Джими Кукс, кој што зборевме дека уствари тоа е комплементарен сингл на тоа што следува. Точно. Пошто беше најлогичната ствар онака и беше многу добар фоллоуап. Многу добро беше смислено. Значи, тоа не го правиш ако го немаш планирано, брат. Као тоа намерно го ставаш, брат. Тоа Джими Кукс можеше да се најди на Her Loss и никој немаше да почувствува било каква разлика, ме разбираш? Шараут што не ја стаја, брат, за да не напунат плейс. Пошто да, дефинитивно. Брат, тоа го збори у самиот албум дека не му треба делукс. Ако извади делукс ќе бидам љут. Не му треба делукс. Но ова не му треба делукс. Не, ова има повеќе што треба реално. Тоа ти велам. Нема зашо, брат. Джими Кукс е најслушаната. Веќе има 200 и нешто, 300 милиони стримс на Spotify. Не му треба тие стримови за да ги префрли на новиот албум, пошто како и да е ќе остане. Мислам дека како знаеш што е работа? Многу најголем дел од артистиве имаат најголем број на слушаност првата или втората недела од албумов. Дрейк албумите не згаснуваат туку така, брат. Дури и албуми кои што ние ги сметаме, на пример Certified Lover Boy ми е убедливо најлошиот Дрейк албум и најнеслушан албум, па Honestly Nevermind ми е послушан, али уште е на Billboard чартове, уште луѓе го стримаат. Ја го слушам уште или слушам одредени песни од... Да ти кажам, не умира нешто, бе, брат. Не умира нешто, бе, брат. Кендрик Ламар пред една недела го имаше четвртиот најпродаван албум, бе, брат. Good Kid, Mad City искочи пред 10 години, бе, брат. Тие се такви артисти се, бе, брат, имаат такви фан бази што ти не можеш да се тргнеш од нив. Плюс Дрейк константно ќе го надоградува ова, брат. Као усмисла нема со траки, туку едноставно билдапот ќе си биде многу минимален, ама албумов ќе остане цело време и така ќе биде до следна година дури не извади нешто, брат. Тоа сватив дека Дрейк албуми остануваат, као не се можеби се и единствените ретките специмени, би рекол сега у оваа клима, у оваа музичка клима каде што па реално дури и Кендрик нема толку многу да се слуша годинава колку што као Кендрик има голем плюс што сега е на турнеја и тоа го одржува премногу онака за луѓе да се потсеќаат на албумот и да сакаат да го видат и све тоа. Дрейк истото тоа би го направил, дури и без некоја турнеја. Ме разбираш дека ќе има константен стрим инфлакс каде што луѓе ќе го слушаат и ќе го стримаат албумов. Така да мислам дека ако не е единствен артист што може да го направи тоа у денешница и затоа ми е многу мило дека
онака као и со 21 реално имаат добра, брат. Ја малце као знам, ги знаеме тие Добра 4 хемија. траки, ама добра хемија имаат. Ми се свиѓа хемијата. Стварно се надополнуваат. Има моменти као се гледа каде што се надополнуваат, имаш соло песни, има па дури 21, па дури тоа само единствената критика. Соло трагата од 21 ми е малце безвезална, пошто као го видов насловот прво и си викам, окей, имаме уште една Drake Timestamp трака. Знаеме тие сите дека се легендарни од 2010 терат, од 6 AM in Dallas па до сега. И онака си викам 3 AM in Glenwood, окей. Glenwood морам да признам, не знам кај. Гленвуд мислам дека е 21. Предпоставувам дека е 21, ама тоа го сватив уште кога видов дека е 21 сам на траката и као не е тоа брат. Не е тоа, тој стил не му лежи на 21, брат. Не му лежи на 21. Ама ако веќе го зијаме за споредба, на пример, пошто најчесто луѓе сакаат, пошто реално нема што друго да споредиш у тој момент, нели, луѓе го споредуваат со What a Time to Be Alive. Така, Future и Drake не се ни приближно исти, брат. Исто јас мислам. Не се овде 21 влага у светот на не влага толку многу у светот на Drake колку што Drake влагаше у светот на Future. Ме разбираш, као овде има некој баланс и помеѓу бит селекција, као првите 5 траки, брат. Ја поише би ги поистоветил со 21, таква енергија, синистер, малце мрачна. Поише би поистоветил со 21 него ли со Drake, ама и Drake многу добро функционира таму. А Drake знаеме дека е камелеон и може да се снајде на све. Така да еве, мојата замерка за 21, мене брат 21 ми звучи и ми изгледа на многу мрзлив низ целиот албум. Има добри моменти и мислам дека неговото присуство тука му дава подлога на Дрейк да го прави тоа што сака да го прави. Да. И да има онака, не е дека Дрейк сам не може да го износи ова, ама со 21 многу полесно може да ги износи овие битови што викаш да влезу неговиот свет и да се надополнуваат и плюс да му ја дае 21 таа малце по гриди, по ро енергија, по стрит енергија. Али мислам дека 21, не знам дали имам добар верс од 21 на албумов, брат. Имам добри моменти, добри quotes, добри барови, ама немам онака еден цел дел на 21 што ми се свиѓа од почеток до крај. Така. И мислам дека него во текот на целата кариера му одговара тој не е тој погрешно зборем мрзлив, ама таков малце поспор. Монотон онака као флетлайн му е и вокал и све, и енергија онака му е. Ама тука и мрзлив ми е во поглед на текстовите и во поглед на се некако. Па малце да, ако бидеме искрени. Ништо не кажу онака, некако не ми е, брат. Ако се очекуваше дека 21 би го носел Дрейк на албумов, мислам дека Дрейк го искира скоро цел албум и не кем да ги споредувам дека тука се заедно да се наполнуваат. Ама онака не знам дали ќе речем дека 21 е нека комфорт зона бидејќи се наоѓа на проект со Дрейк и знае дека секако ќе биде во ред и ќе биде слушан и пак неговите фанови го сакаат за тоа што е и пак тие што сакаат малце по underground звук с ким се свига нив поише 21 него Дрейк, ама не е ни битно тоа, не да ги споредувам, само сакав да кажам дека па не, ја би се согласил со 21 ми е малце мрзлив тука во низ текот на целиот албум. Си има сватено дека има простор онака да не биде да не биде on his best. Да. Онака, пошто Дрейк е тука, знае што може да направи. Дури ако не се лажам, ти ми пушти се еден инсерт од Academics каде што на еден начин и тоа и го потврдува дека си ја знаев ја што ми е мене работа, ја тука дојдов да си бидам тоа што сум. И мислам дека он го добро репрезентира тоа, ама сваќам дека не прави нешто екстра, не се труди за да биде over the top онака, не е Savage Mode 2 онака ти дека да измислува нови ствари, така, не е тоа, не ја нема таа енергија, нема таа креативност, го нема тој креатив пуш во самиот албум за да придонесе на такво нешто. Па дури и на моменти, искрено не знам од кој е тоа, имам неколку замерки, на пример првата е тоа 3M од Glenwood. Многу помила ки ми беше ко трака ако беше соло Дрейк песна. Па дури на What a Time to Be Alive имено на 30 for 30 freestyle, мислам дека таму саме Дрейк исто кон крајот. Исто тоа ми се свиѓа. Да. На пример, таа е straight OVO 40 бит онака, таа можеби после Diamonds Dancing мислам дека ми е втората омилена песна на проектот, а скоро и никој да не ја знае. 30 for 30 freestyle се вика ако не се лажам песната. Овде добро, знаеме дека Дрейк е корни, знаеме цел живот дека има такви лајнови, има one-лайнери кои што онака малце те прават да направиш и овде исто така се превалентни, не сваќам на пример, има моменти кои што не ги сваќам, на пример моментот со Megan Thee Stallion, не знам дали
не знам зошто беше тоа. Не знам ние, треба да ги да кажеш. Имаше малце чуди, као дури уште на Риш Флег, брат, влага 21 влага со нејзиното флоу, брат. Као знаеш дека уште од прв момент ќе колаунот, има многу луѓе кои што колаунуваат овде, као дури онака као кога ќе навлезеш во текстовите, ќе сватиш колку луѓе Дрейк извикува на овој. Па брат, тој го кажа 21 Savage во тој исечок од Academics емисијата ќе излезе најверојатно денес или утре. Дека 21 уствари му рекол на Дрейк, брат, немај влакна на јазикот, кажи тоа што сакаш да го кажеш, јас сум позади тебе. Што ти лежи на тебе на душа, јас сум позади тоа исто така, онака. И тоа е мојот впечаток за албумов, исто тоа дека не дека колаутнува само, дека кажува многу работи што не очекувам Дрейк да ги каже. Тоа Агресивен е, групен на моменти, али тоа ми се свиѓа, брат. Па не види. Ако не кажува тоа ше пичка, кога кажува тоа еј, што збориш така за Кање? Да го кажеше Кање истото што го кажа Дрейк тука, дека се смириле само ради Джей Принц, Кање ќе беше еј го заеба Дрейк. Така, а ова се обратното, еј како Дрейк збори така за Кање, сваќаш? Дрейк не може никако да победи, ама секогаш победува. Тоа е работата. Да, Дрейк ќе биде хейтан за што и да направи. Исто онака и текстовите што се многу груби, многу директни, као не е група, ама онака многу експлицитно го кажува као од гетото, од населбата сте вие заглавени, не сваќате зашто правам техно и кој го слуша тоа. Фер. Тоа беше добар лајн. Тоа може кој како сака да го свати за многу различни работи, брат. Да. Зашто пушташ афро, зашто не пушташ трап, зашто пушташ латино, зашто не пушташ плейбој карти, сваќаш? Линот за фјужер е тебе водка Red Bull. Не, онака можеш да го сватиш бидејќи можеш да се го скелнуеш ти како сакаш да оние луѓе што сакаат да го задржат Дрейк, да прави тоа што они сакаат и кога ќе го направи тоа, нема да бидат пак задоволни, дека пак им фали нешто. Пак ќе биде монотоно, пак ќе биде, ако прави цело време исто, не е ништо groundbreaking. Ако прави ако прави техно, што е ова што се заебава, не дека тоа е техно, ама нема веза, така го кажува. Така. Друга тема е тоа, онака као така да ми се свија Дрейк што директно кажува многу ствари. Искрено, брат, на секој Дрейк албум има многу quotes, многу captions. Има. Али овде има многу. Многу овде, брат. Тоа ти велам ја. Тоа и го кажав, брат, уште кога се расправавме на Дискорд, брат, као хейтов трае 3 дена и после тоа ќе почнат само инста captions да летаат, брат, пошто тоа е, брат, мене ми се има дешавано. Знам како е, ама ја не го хейтам Дрейк, ме разбираш, као инста captions ќе вријат од албумов, онака као неизбежно е, како ви објаснам, дечки, као pre-relatable е, Дрейк е најrelatable артист на било кој ниво, онака, као можеш да си го интерпретираш како сакаш. И тоа е тоа, брат, као нема бегање од фактот дека Дрейк е најrelatable артист за било кој вакво. Можеш да бидеш 20 годишен и да најдеш нешто тоа што го збори за heartbreak, за било што, можеш за девојки, можеш за пари, можеш за Ами девојките се пронаоѓаат во неговите песни, брат. Па тоа сам да ти кажам, као Јако он збори од страна на машко. Да, relatable артист е на крајот на денот, онака, као заради тоа функционира и самиот факт дека веќе е на и нели луѓе тоа што сакаат да го посочуваат дека он бил корен, дека имал 34 години, фактот дека тој веќе на свој 34, 36 колку и да е, нема потреба од традиционални ролаутс со синглови, со глупости, со спотови снимање, туку едноставно со ваков, ја би рекол, интересен и креативен начин за Дрейк. Мене ми е тоа топ. Дрейк само вака ако продолжи во неговата кариера, како ме ја поише поголем фан ќе станувам. Исто. Мене ова ми треба од Дрейк. Ништо друго не ми треба гацпле, не ми требаат веќе. Не, ми треба по некој бенгер. Не, треба. Дека дуга нема. Тебе ти треба од DJ аспект, ко фан, само да слушаш. Добро, да. Да. Ама на пример, дефинитивно факт е дека ти би сакал од твојот омилен артист, на пример, да добиваш по некој бенгер за да можеш да пушташ. Мислиш дека ќе се најде некој од овој албум за пуштање? Како се чувствуваш? За пуштање музика. Барем вака на прво. Општо во сите клубови на сите журки некоја песна како Popstar на пример од Дрейк или Way Too Sexy нема тука. Нема песна со толкав апил. Може да има некои песни во некој трап сетови на некои по алтернативни журки или фестивали, али нема ни еден сингл онака breakthrough crossover. Момент што ајде можеби окей. Имаме доволно. Или не? Не ми се верува, брат. Не ми се верува дека ќе има тој, не сигурно нема да го има тој мејнстрим кросовер апил. Така. Например да се пушта во станица секој да мора да се пушти секој четврток. Или да мора во секој град кај што ќе отидам и на секој настан кај што ќе отидам да се пушти. Ја не памтам таква песна да има искочена последните 3 години за да мора. Има. Има? Има
Има секоја година има по некоја таква. Попстар е да речеме последна таква од Drake. Со DJ Khaled од 2020 или можеби Way Too Sexy, може да поминеш руки без Way Too Sexy, ама Way Too Sexy Да. грми, така да не е дека нема, има последниве неколку години такви песни, ама можеби не се на тој левел како некои други. Али сакам да кажам дека овде на пример нема сингл, што да речеме спротивно на се друго што имаме чуено од Drake претходниве пати. Да. И као добивме од него последниве три. Ја мислам дека Rich Flex ќе биде нека go to песна за пуштање, ама тоа што мене не ми се свиѓа Rich Flex е тоа што на 3 пати се менува енергијата, Да. што функционираше боле во Jimmy Cooks. Тука не ми се свиѓа како функционира и не ми е толку добро. Jimmy Cooks како прво малце поенергичен, малце појако мава и тие транзиции некако имаат поише смисла. Тука таман ќе почне нешто и прекинува. Таман ќе почне и прекинува. Да. Добро, ама Rich Flex сега го има тоа мим моментот сега што сите јадат гомна. Не, Rich Flex мислам дека може да има ротација кај мене во Ја мислам дека и Rich Flex ќе остане онака најголемиот хит и плюс онака For Better or Worse и интрото на самиот албум, као мислам дека и тоа ќе придонесе многу. Како интро одговара многу. Како интро одговара премногу. Ајде да поминеме низ песните, ако сакаш, може песна по песна или може да идеме фаворити кои ти се од први слушања. Еве Rich Flex ја спомнавме. Ја мислам дека има просперитет да се пушта на настани и во DJ сетови, али тоа го кажав точно не ми се свиѓа, така да ќе видиме кој момент од песната ќе го изберам, бидејќи и не ми се свиѓа толку многу на дел на Drake. Добро, да. Chrome. Да, готово. Тоа не ми се свиѓа баш толку. Јако тој дел речеме можеби би имал најмногу онака апил за пуштање навечер во клубови и на фестивали. Кажа дека следните песни Major Distribution, On BS, On Bullshit, дека ти се свила енергијата при првите слушања. Да, дефинитивно и Back Outside Boys онака мима малце носталгичен фил, искрено, со труби, со све тоа. Продукцијата малце ме потсеќа на некој малце постар Drake, онака убаво ми е, мене тоа ми се свиѓа. Да. Тие песни се така, да речеме лоуки бенгери, ќе видиме дали нешто тоа ќе помине или можеби ќе поминува во одредени сетинзи, во одредени моменти. Во поалтернативни, ја би рекол, кој што кажа ти, дефинитивно онака, можеш као Back Outside Boys можеш да ја пуштиш. И мислам дека ќе функционира. Back Outside Boys мене ми е најдобро од овие првите. На страна од Rich Flex. Privileged Rappers исто така солидна, Spin About You, окей. Spin About You брат, мене ми е искрено од првиот викенд слушање ми е најдобра песна на албумот. Па реално мислам дека имаше многу луѓе вклучи и вчера или завчера кога поставивме прашање во Дискордот и вклучија многу луѓе и брат многу ми е добра песната од почеток до крај, од семплот, од како ја возат Drake, како влага темата што обработува на почетокот, кај што вика дека people who never got pussy in school are making laws about what women can do. Значи мажи прават закони за жените што What zero pussy does to a motherfucker. Не, збориме за сериозни проблеми овде, да. Онака и го кажува, пак го има тој корни момент дека пак спомнува тие што не е белен прават за закони, али многу е точно и брат, многу е онака кажано као поедноставно кажано не може да биде. Да. На крајот посебно кога збориме за тоа за Run vs Wade што го овртрна и тоа дека 80 годишни луѓе кои што се родени во претходниот век и се на залезот од својот живот одлучуваат за луѓе кои што сега имаат 18, 19, 20 години, девојки конкретно, кои што бараат избор, го бараат правото за избор со што да прават со своето тело. That shit's fucked up. И тоа го кажува овде и тоа ми се свиѓа. Затоа ти велам, мене ми се свиѓа, ми се свиѓаат ставовите што ги зазема. Дури и знам дека тоа тие имења што ги колаутнува и све тоа, малце е корни, малце ми е чудно да доаѓа од Drake, ама ова е можеби првиот пат кај што Drake е вака љут. Да. И кажува вакви работи и го поштојам барем за тоа онака. Го поштојам за тоа, не можеш да не го поштоеш, брат. Тоа добива кредибилитет со многу луѓе и не е намерено направено. Ти кажеш многу битна работа, пошто да не забораваме, човеков е у Америка, брат. Тоа таму PR е све. Run vs Wade имаше огромни протести низ цела Америка, многу ствари се дешаваа околу тоа за ти да си најголемиот артист на светот и вака агресивно да настапиш кон ебаниот Сенат на Америка. Ме разбираш, као сериозна е работа, као збориш против многу големи луѓе, така да многу политички јаки луѓе. Така да ова е сериозно нешто кое што не можеш туку така на заебанција да го кажеш. Ова стварно го мислиш и го кажеш на трака, пошто знаеш дека ќе го слушнат, па дури и они ќе го слушнат, брат. Брат, се разбира. Ме разбираш, дека тоа е. И треба да го слушнат, брат, и треба
Да не биде така. Да, и чим доаѓа, да, апсолутно. Чим доаѓа од Дрейк, тогаш као shit serious, ме разбираш, не е туку така, не е half-ass кажано, не е кажано за џабе. Истото важи за Major Distribution, песната да почна, втората песна да почва дека издавачките куки му се на курдемек. Као што исто така колаудно као не знам зашто го прави тоа брат, ама чим може да го каже, ја не би го кажал тоа никаде. Он искочи од дилот брат, што он е сега само под вакво, као и да се вика овие UMG толку. Он има таков distribution deal со Universal брат и он увио си брат, сега си индепендент, не е ни YMCMB ни ништо брат од тоа. Така да мислам дека тоа пак го кажува, разбирам од кај доаѓа и тоа ако не се лажат, ова го имаме зборено брат. Ја едва и чекам Independent Drake што може да направи брат. Independent Drake ќе биде најлудиот Drake брат. Тоа ше вонкон, тоа никој нема. Тоа е брата, тоа е fucking кање на стероиди бе брат. Тоа е кање на стероиди. Да, добро. Само што нема да биде толку, ме разбираш, као може да прави со музиката што сака, може да ја дистрибуира на начин на кој што сака, може да прави све што сака брат. Свој прес-релиз, свој све. Никој нема да може да го сопре брат, пошто на крајот на денот ти само имаш distribution deal кој што плаќаш некому брат одреден процент од твојот огромен грос за дистрибуција на самата музика, да се пласира таму брат. Тоа толку. А инаку ти вадење на музика, све тоа креативна контрола, тоа никој не може ништо да му каже брат. Тоа е најдоброто нешто за артист, посебно кога си најголемиот артист на светот, брат. Ќе биде многу голем пример за сите други. Тоа го имаме зборено на подкастот дека Дрейк неговите moves, он што ќе ги прави кој индепендент артист, ќе бидат блупринт за сите последователни артисти за да сакаат да избегат од музичката индустрија, таа класичната, тој рекорд лейбл пат со 360 DL, со аванси од 10 милиони, све тоа брат. Ја мислам дека Дрейк ќе биде многу треба да биде. Тек сега доаѓа моментот кај што Дрейк ќе биде најголемиот артист на светот брат. Тек сега. Ќе видиме тоа. После 10 години у неговата кариера. Ја верувам у тоа брат. Една забелешка за тимот на дистрибуција, брат, не е можно таков кикс да имаат направено, значи на Spotify, на песните што се на дърти верзиите, добро, нема лирикс на Spotify. Лирикс на песните во клин верзиите. Ја промислам дека нема воопшто ставено. Истото важи на Instagram Music, немаше лирикс бар вчера или завчера. Може би сега имаат ставено, ама тоа е огромен кикс, ја промислам дека вие не се замарале да ги стават. Ама после ми се појавува по сторис и викам кај се овие ствари. Да. Еднак изгуглав, пробав, ми текна, го видов тоа и тоа е нека голем кикс што да, тоа е техничка работа, ама брат многу ме нервираат такви технички. Да, брат, ја имам сега биф со Drake related страната и баш тоа приметив дека Ептен се метикила за такви ствари. drakerelated.com кога ќе отвориш малце чудна интересна страна кај што као демек влагаш у wardrobe-от на Drake онака и као на масата стои Vogue магазинот со Drake и со 21. До кај стигна една мрч страната на Drake која што и не е главната мрч страна на Drake, го имаат ставено Vogue као стои онака као е постиран на самиот дресер брат. До тој момент работат на случајот луѓева, ме разбираш, као преголема машина е позади него за ваков испуст да се деси. Ова не треба да се дешава реално. Плюс што има врска брат, и онака како не ако не дека користам премногу онака за постои за Instagram Music, ама мислам дека Instagram ако има некој curse word сам го нема и тоа е многу глупо, као dirty lyrics има на клин верзиите. Не, ама значи да не го приметив тоа не ни знаев искрено. Текстовите ги има само на клин верзиите и се дърти. Да продолжиме со песните. Hours in Silence имаше измешани коментари кај нас на Discord. Мене ми се свиѓа почетокот, ама после многу долго ми трае. Мислам дека уште не ми слушано цела. Дека таму више Дрейк кога почнува да дури малце ме потсеќа онака и на црковно пеење на моменти, има некои такви флоус. Види, интрото има такви моменти, брат. Мене тоа ми се свиѓа таква ири, брат, некоја вакво синистер нешто. Мене ми е окей. Затоа ти велам, мене ми нема лоша песна на албумов, ама има песни кои што 2-3 песни кои што можам без нив онака. Најлоша песна Jumbotron Shit Poppin'. И не треба да постои на албумов, искрено ти кажам. Не знам зошто е таму. 3AM, значи More M's, 3AM on Gladwood и I Guess It's Fuck Me, за мене ми се онака споени песни, бидејќи уствари 3AM on Gladwood завршува 21 со I Make More M's, што уствари насловот на претходната песна, и тие две песни ми се како споени, а дури кога почнува I Guess It's Fuck Me последната, јас мислев дека тоа е прелаз на 3AM in Gladwood, бидејќи прв пат ја слушав на слушалки. Кога слушнав прелазот, очекував дека тоа е истата песна, ама дека ќе продолжи Дрейк.
Дека само као брейк на... Так. Да. Али за тоа ми се мене тие него 3 песни на крај ми се како едно поголемо аутро, што ми е окей, али бидејќи доста време слушав преходниот дел од албумот, тие песни најмалку ги слушам. Да. Искрено и мислам дека најмалку ги слушам во иднина. Ама мислам дека не и ги нормално. спомнавме песните кои ги спомна ти во средината на албумот. Јоп. Да продолжиме со поред осталото го сакаш нешто да кажеш. Treacherous Twins. Да, исто така ми онака и се слагам со JD дека пише дека тука на пример овој рефрен ми е многу мрзлив и не ми се свија. Treacherous Twins и мене не ми остана ништо усеќавање, онака ми е. Circle Loco. Circle Loco. Тоа е иначе насловот е по име на журка која се случува на Ибица и сегден светот. Мене не ми смета. Знам дека има коментари за неа, ама не ми смета. Мене воопшто не ми смета, мене ми се свија. Да, мене ми е и добра. И таа можеби има потенцијал за пуштање, бидејќи е поенергична. Да, поенергична е, да. Го има тој момент ко Back Outside. Го има оној семпл на Party Outside, или како се вика таа песна. Да. Pussy and Millions, исто така. Тревис, не ми е, не дека нешто премногу го сакам, ама не ми е лош овде. Окей е, солиден е. Мене ми е окей, само ништо поиш. Солиден е, ништо од тоа. И Broke Boys, брат, тука стига веќе тој прелазот онака и Energian, Middle of the Ocean веќе е следна. Middle of the Ocean Deep Cuts. Deep Cut онака наш фаворит, така? Да, буквално ми требаат уште 2-3 траки такви, брат. Среќа е долга. Јас ги имам, као Middle of the Ocean мене Spin About You ми е таква и можеби уште една ќе си најдам. Не знам која, ама као фак ми исто така ми е добра за одлично аутро ми е реално, пошто има таков брейк, има интро, добра ми е за аутро на самиот албум, со оглед на тоа како почна и како завршува, ми се свиѓа тоа. Таман почна на така поенергично, повисоки, после само влезе подлабоко во еден момент. Има добар тек, ми се свиѓа, за разлика на пример од Certified Lover Boy кој што го критикував трак плейсментот, каде што ми немаше смисла како се поделени песните, овде ми има. Овде има некое движење кога ќе замислиш посебно па од кога ќе ја земеш Jimmy Cooks и како продолжува надоле, ми има се поише и поише смисла до Middle of the Ocean онака некој Spin About You, Middle of the Ocean веќе има некој прелаз на енергија тука друга и тука веќе продолжуваат другиве и се спушта надоле. Мене ми се свиѓа тоа. Стварно има highs and lows, првата половина е поише онака на high note, после тоа малце се спушта, пак се крева и се спушта за I guess it's fuck ми веќе ептено онака у fade out догодне се целиот албум и мене ми е тоа топ, брат. Таман ми е кој што треба. Исто. Затоа ти велам дека не е концептуален албум персе, ама онака како се гледа дека не е туку така споен, само склопен, брат. Таков коментар имав за Certified Lover Boy, дека поише ми е компилација на песни, ми немаат смисла една со друга повеќето од песните, тако мрзе. Овде се гледа дека овде Дрейк работел, брат. Работел во одреден период, последниве 6 месеци работел ново и се гледа дека таа истата енергија, таа истата. Да. Истиот вајб што носи целиот албум, брат. Така да, all in all, мене ми се свиѓа, брат. Мислам, као на крајот на денот, знам дека ќе еве, ова ќе го кажам, ова е најдобриот Дрейк албум после More Life. Рано ќе видиме. За мене не е, ја го кажам тоа и стојам на тоа дека ова е најдобриот после More Life. More Life беше, таман, после More Life. Не, лажам. Чекај малце. Искочи, не знам. Не, Views беше па More Life, така? Да. Е па после More Life. Најдобриот Дрейк албум. Ако беше Views е најдобриот, така му дај. После More Life ова е најдобриот Дрейк албум. И велам Дрейк албум свесно дека ова е колаборативен албум помеѓу Дрейк и 21, али навидум е, инаку не е. Као не го сметам за колаборативен албум, кој што беше What a Time to Be Alive, каде што онака стварно беа 50-50. Знам дека Hip Hop Numbers на Твитер имаше нешто направено 60 со 30, со кај што се и 20. Не е ли битно тоа, 60-30 па со 10 кај што за не е ни битно. Имаат многу добри онака contributions кон албумот и двајцата, ама Дрейк е многу попревалентен и многу поише некако сите би рекле дека е плюс, брат. Секој што збори за албумов прво го начно е како Дрейк албум, брат. Као таа е јавната перцепција за албумов дека ова е first and foremost Дрейк албум, после е колаборативен албум, брат. Ме разбираш, као Фентено, брат, од чист вакво, од дека е политички коректен, би рекол као колаборативниот албум на Дрейк и на инаку никој не. Ја би го рекол дека ова Дрейк албум заедно со 21. Не би рекол дека е колаборативен. Колаборативен е онака као
Брат, ако беше ова проект у шесто одделение историја и требаше да се прави постер за Османлиската империја, 21 го има напишано насловот само дека убаво пишува брат, калиграфија има добра и после све надоле ти слики имаш лепено, имаш пишувано текстови брат од Википедија. Може така? Според мене е тоа брат. Ја не уопште не размислам на оваа тема брат, не е ни толку битно, Ја така го мислам, дека е вака. Битно добивме едно парче музика за слушање брат пред крајот на оваа година као зборевме прошли пат, мене ми фали музика, оваа музика ќе ја слушам, више ја слушам така да имав уште нешто за пуштање ќе беше топали, може и ќе се појави ќе видиме. Би сакал да се префрлиме на некои коментари на Дискорд, сепак да даеме шајни на нашите Дискорд пријатели. Може. И да искоментираме некои нивни коментари што верувам дека можеби некои други луѓе што не слушаат имаат исти или слични ставови или можеби тие ставови се провејуваат негде и низ нетот. Па да даеме наше мислење за тоа. Може? Може. Имаше коментари од луѓе што очекувале бенгери низ целиот албум. Онака да биде бенгер, тоа се појави неколку пати на нас на Дискорд. Ја баш напротив сакав да го добијам ова што го добив, ми среќен сум дека има поише deep cuts и поише B-sides отколку бенгери или има такви лоуки бенгери што ми се свига и мислам дека направите Дрейк фанови им треба тоа брат. Да. Види, тоа реков, секад ќе има луѓе кои што Дрейк е толку голема звезда кој што секогаш ќе имаш вакви и такви фанови кои што ќе имаш фанови кои што го сакаат за неговите хитови, за неговите бенгери, за неговите најпознати и најдобри моменти онака низ неговата кариера и имаш луѓе кои што ја сакаат то Take It Underground Kings или нешто тако. Ме разбираш дека некои го сакаат B-sides, дека views ко мене дека вистинските фанови ги сакаат B-sides брат и затоа стануваат вистински фанови. Да, дека се доволно внесени во музиката за да го слушаат Дрейк као цимоли на шест траки за шест различни девојки у албумот, ме разбираш? Тоа е доброто. Така да мислам дека овде поише се работи за очекувања. Затоа ја не очекував ништо, брат. Сакав само да искочи албумов да го после летово не очекував ништо. Да го пушти чисто да видам што ќе биде. Сега си имав ја у глава како би изгледало, ама тоа беше поише онака генерална слика за врз основа на Джими Кукс што само си му појавено, онака дури и претходните колаборации не ги ни земав предвид дека Джими Кукс е најсвежото нешто, мислев дека ова онака и знаеме дека е предвесник албумот, си реков може да има вакви семплови и така и беше со Rich Flex е буквално тоа све што мислев дека ќе изгледа целиот албум. Па брат, има такви слични семплови и Spin About You и па дури и Цирко Локо има некој таков семпл, можеби не баш таков, ама има пак семпл. Да, и затоа ти велам дека таа беше генералната слика која што ми беше исполнета. Кога сме више кај битовите, Мана имаше коментар дека има многу слаби битови. И го квотам, мислам дека тука треба да се отвори дебата за тоа како овие топ 1% артисти имаат пристап до најдобрата продукција можна и повторно одбираат репетитивни битови и едноставна продукција наместо да ја бутнат жанрата напред. Се осеќам како да ми ја врегат интелигенцијата секогаш кога ги пуштам вакво нешто. Овој коментарот на Мана кај нас на Дискорд. Брат, Дрейк никад не бил човек, артист кој што имал groundbreaking битови, брат. Као имал монументални битови, имал одлични битови, имал триумфални битови и имал едно најквалитетната UV40 продукција, брат. Као не го разбирам тоа дека го сваќам тој момент као ти си најголемиот артист, ти треба да бидеш пример за сите и на еден начин бил и е, ама Дрейк is in his bag, бе, брат, као си знае он кај лежи најдобро, нема зошто да експериментира со у било кој момент он може да земе бит од некој страшен нов продуцент или нешто, ама што значи брат во денешно време groundbreaking бит посебно ако е трап? Што може да е groundbreaking после 10 или 15 години? И тоа, пак ќе се надоврзаме дека Ептен веќе е монотоно, се е истрошено, се е overused, се е overplayed, онака. И дека ја не знам кој е последен албум што имал groundbreaking под наводници трап Па дури ја не би ни можел да се сетам на друг проект што има ваква слична продукција. Реално направиме муавет. Една од стварите е што Дрейк можеби е многу луѓе ќе кажат дека е генерична продукцијата, ама кога доволно ти е да ги пуштиш битови, ќе знаеш дека е Дрейк албум. Јас само тоа ќе кажам, дека најчесто тоа е случајот, брат. Као плюс никој не го слуша Дрейк за неговата бит селекција, брат, да се разбереме, брат. Као ако си фан на Дрейк, го слушаш човекот тоа што има да го каже, тоа што го збориме константно, брат. Затоа никој не сака бенгери од него, мислам, ја ги сакам бенгерите, ама не ги сакам до тој степен кај што умирам за нив, ме разбираш? Ја би поише дома да го слушам Дрейк у домашен сетинг, да си го пуштам и да слушам тоа што сакам да го чуам, брат.
некако да се поврзам на било каков начин со тоа што го каже на 12-та песна од 16 у албумот. Ме разбираш, што не е некој хит, не е некој бенгер. Така да сваќам тоа, ама не значи тоа е само поише притисок. Ако не друго, ти му вршиш притисок на некој артист да прави нешто groundbreaking. Ти мораш да експериментираш, ти мораш да опре. Honestly never mind, брат, експеримент. Еве ти го. Groundbreaking битови. Не, брат. За некого? За некого. Да, ама не, сакам да кажам, да, окей, во ред ова ти што кажа, за мене само впечатокот е дека стрема дека сме во овој звук и се уште сме во оваа ера и во оваа фаза. Ја немам ништо чуено, ништо groundbreaking чуено 3-4 години сигурно. 2-3 години сигурно, сега да не претарам. Не знам што е groundbreaking и што може да биде groundbreaking и еве Мана или некој било кој нека ни прати да чуеме некој албум, што не е некој скроз left field, underground, алтернативен албум, некој што да речеме мејнстрим или полу мејнстрим албум што има groundbreaking продукција, а што е трап бидејќи сепак се Drake и 21 Savage мора да се тука некаде измеѓу, така. Да. Не може да се битови од Алхемист, така. Реално да. Да, ја колку и да го сакам Алхемист, нормално е дека овде не може да се најде такво да нешто. функционира, да, можеби Drake и Алхемист некаде down the line би направиле нешто и можеби тоа ќе звучи и топ. Ама дали ќе биде тоа groundbreaking бит или тоа ќе биде само Drake скокнување на бранот на Гризелда или на некој друг? Само ќе биде покарактеристично нешто нечуено left field од Drake, брат. Ама што и некогаш го имаме и добивано, брат. Drake, слушнете ги сите Drake албуми, ќе најдете нешто, брат. 30 for 30, брат. Чујте го битот, брат. Така дапи фристайл чујте, брат. Продукција онака кој што не можеш да го чуеш Drake на друго место, ме разбираш, има моменти Drake, не е дека немаме, брат, као. Таре добро, збориме за овој албум сега, не збориме општо за Drake, мислам. Окей. Не знам Мана што очекувал и очекувам да ни прати нешто да чуеме ние нашите луѓе да стае нешто што е groundbreaking и што стварно например можеби Kendrick беше groundbreaking, ама за мене у лоша насока исто како што можеби Honestly Nevermind беше за други у лоша насока исто. Коментар од Аристотел, мислам дека е најактивниот член кај нас на Discord, shout out за Аристотел. Formerly known as JD. Најдобриот Drake албум од More Life навака. Албумот е неинспириран, монотон, досаден, битовите се многу слаби и слични, строфите се исти и passable, ајде за тоа се може, рефрените се страшно лоши. Албумот е како да е правен по формула и нема никаква тематика. Сите работи што ги прави Drake тука ги има направено до сега 100 пати подобро, нема причина да вие да ги слушам додека постојат тие. Drake rapped off of 21 на лош начин и тој звучи овде како да му е работа ова. За вториот дел се слагам. За вториот дел се слагам, а за првиот не се слагам. Бидејќи мислам дека 21 поише добива од ова него Drake што добива. Бидејќи Drake не добива ништо освен презенс од. Да, Drake добива уште еден Drake албум. 21 тука. 21 добива колаборативен. Се надев дека ќе биде ова нешто добро, ама само две нијанси подобро од CLB. Дали е Хрлос или Майлос на време што го слушав ова 1 саат. Добро, JD има вакви one-lineri што се окей, смешни, ама не се слагам со умилени песни, Мореms, Rich Flex, 3AM on Gladwood, што и не се слагаме баш со. Да, за Rich Flex окей. Можеби не осет дека 3AM on Gladwood онака може ми без неа. Би сакал да е Drake трака, стварно наместо да е само 21 или нека е Drake и 21 трака. Ама неколку точки имам тука да спомнам. Рефрените се страшно лоши, тоа веќе го спомнав, али ќе кажам дека на 2-3 места рефрените не ми се свигаат, што не е карактеристика за Drake. Да има лоши рефрени, ама мислам дека па таму тие песни и се меѓу полошите на албумот општо. Treacherous Twins и Jumbotron, Shit Poppin', али со оглед на другите песни се надополнува и со версови и со рефрени на други места и со интересни ствари, така да мене не ми се страшно лоши рефрените. Плюс ја не мислам дека и во самиот проект фокусот е на самите рефрени, дека кој што каже и ти нема некои бенгери, нема синглови кои што беа наменети и баш за тоа заради тоа ми е онака и контра ми и тоа дека е правен по формула. Исто се слагам со тебе за тоа. Не, буквално албумот беше изваден без никаква дојава, брат. Една недела унапред само нема беше формула, најавен, која е формулата, брат? Нема формула, нема нешто што следи пред нема нешто, освен Джими Кукс, ништо не е предвестник на ова, као
Ништо. Има Ниту- смисла помеѓу песните, има ти кажа, има некоја таматик, има некој течење низ песните, ама не е бе, ама формула и- и биде ама не, каква и формула е албумот- ова. Јас немам чуено вакво нешто од Дрейк до Брат, сега. и албумот го врзува Her Loss се вика брат, најчесто таа е темата брат онака кај што зборат за love lost, за жени кои што сега патат дека не се со нив и за све тоа, за парите што ги имаат направено, за тоа дека не можеле да се сменат за нив, за тоа што ги терале да ги прават. Све тоа е тоа некако мене тематски баш ми се врзува и ми се надополнува кон албумов. Ме разбираш дека Ама не е формула. ама не мора да значи дека е формула. Ја баш за тоа не го велам дека е концептуален албум, ама далеку од тоа и дека е онака индустри стандард брат. Далеку од тоа. Многу е далеку од ова. Никаков индустријски стандард не е ова брат. Се слагам. Ова ако не друго е боле од Силби дефинитивно. Не знам за колку нијанси. Брат, различно, ја не Ама би е спорил сосема со Силби. различно, Мене брат. Силби ми е добар. Ако се трнат тие неки корни песни, и овој албум трае малце долго, ама и на Силби ако се трне Way to Sexy и тие неки синглови, Силби има многу добри Не, Дрейк Силби deep има- cuts. Да, дефинитивно. Што до ден денес се пуштаат и се слушаат. Апсолутно, се слагам. Само што Како албум можеби, да, како целина збориме, да, според очекувањата и според се, Да. можеби не беше на тоа ниво тогаш. Ама ќе видиме како ќе легне за некое време и ќе видиме што ќе се збори за тоа. Друго? Добро, мислам да ги спомнавме сите коментари на Джеди, уште еден коментар нашиот човек Джои Джо. yes sir. Морам да го прочитам брат, бидејќи он се потруди стварно да пише подлог ревју исто како Джеди. Поинтересно на албумче во однос на тоа техното. Изгледа ова е добар коментар за да што го пишува Трајче у петокот преку ден. Изгледа и овој албум најдобриот дел ќе биде епизодата од радиото што следи, ако воопшто се сними, пошто нема шанси Activity да не е изморен после бранење на Дрейк од толку многу оправдан слендер. Туга сме. Шараут Activity што е тука и што го бранеше Дрейк на 6 диското. сати спием, буден од 8 саат са вајле, снимаме, веќе сме саат, можеби сме у подкастов, уште збориме за албумов и си го бранам, не го гейткипам, ама го бранам пошто стварно мислам дека верувам дека верувам на тоа све што кажав и верувам дека е добар албум онака. Тоа со Linking with the Ups е нож со две острици, пошто плачеше тогаш кога гледаше и како настапува. Фер. До некаде. Океј. Тоа е добра замерка. Ја Да бе, да, Онака, добро. замерка А што добра ми- плачеше, не се сеќавам. Па плачеше кога настапуваше за Runaway, да плачеше Дрейк, онака имаше солзи кога го гледаш Кање како Да, бе, настапува на брат. планината качени, плачеше човеков. Сваќам, затоа викам Ако бе, оправдано, ако. ова е окей. Ова е окей, замерка што окей. никад мене Абе, немаше брат, да ми текне. Ама ова е ептен онака пикинг, мајсторе, не знам како ти дое уопште да го спомнеш ова. Bad Bunny Numbers многу тешко дека ќе извади. Па Педи ја исто мислам. моментално Bad Bunny не имам појма колку вади, дали вади 400 пола милион, немам појма неделно, али неговите projections се околу 320-330, така да Го мислам нема дека е окей. тој мејнстрим апил и нема надолу Да, да, извади да. бројки Ама во Bad види. Bunny. Ама не ни треба тука. И Не ни треба, плюс брат. можеби ова не е за овој албум, него општо збори за сам себе. И мене тоа ми се свија дека вика дека албум му е доволен, не му треба да лукс, што исто така Исто така. кажува тоа што така е. Да. Па Дрейк има изваден делукс албум до сега. Појма не. Не се сеќавам. Барем не in recent memory. I jump on a song and make a label think they need you for real. Ова го сфатив како да му се смее на сите up and coming на кои што му се има излижано да му сними строфа. Многу дволично стихче. Не се слагам. Види се, ја можам да кажам дека Drake Stimulus Package веќе не е толку релевантен кој што беше. Тоа можам да го кажам. Не пошто онака имаше некои смајли, имаше некои чудни колаборации последниве 3 години кои што реално и брзо се забораја, ама на пример порано, а сега зависи и која временска ваква ја гледаш, ама ако гледаш вака низ историја и низ неговата вакво, Drake Stimulus Package беше тоа онака како мајсторе стероид беше тоа. Може би овој за Смайли конкретно, брат, дека може би некој лейбл го подпишала за Смайли, немаме чуено тогаш навака. Така. Што Тоа ми е маветот, пошто ти го имаш I Love McConaughey, имаш сите тие, па дури Ferry Wap, сите тие брат, што дури и Bad Bunny, дури и Wizkid за малце пошироката јавност, не збориме дека они Да. немале свој wave дорека не вакво, ама за многу артисти стигнале до некој, па дури до продуценти веќе се наоѓаат сега на Honestly Nevermind. Дури за некои хип-хоп глави, Black Coffee од More Life, Апсолутно. као Темс сега на песната Джо со Смит. милиони има, брат, не само рапери и трапери. Да. Фер. Па дури и Скепта.
За многу луѓе да. Да бидеме реални, брат. Сите се Да. понашаат кога да го слушаат Дрейк пред Скепта да го слушаат пред шатдаун, брат. Па сите се понашаат многу работи, ама ај сега не Тоа сме. сакам да ти да кажам не, да не влезем у Дрейк муд, брат. Постои, не е силен колку што беше, ама реално се нема и десено одамна стимулус пекеж таков. Нема, вика дека им се исмева на помладите Не мислам артисти, не дека само го кажува тоа што е факт на некој Факт начин. е. Зборевме за тоа дека е малце људ, дека си кажа овде ствари онака што му биле на ум долго време. И мислам дека, не знам, издржано е тоа што го збори. Не е дека е хейт. Пак тоа може да се надоврзи со неговиот ролаут. Не е тоа underlining да биде, не е тоа за да хейта некого, тука едноставно тоа го прави за да биде интересен. Мене не ми треба ова. Ама ја можам ова да го направам. Овде што го кажа, не го гледам ко дик кон артистите конкретно, тука едноставно кажува тоа дека и низ историјата тоа се има покажано како дека е факт. Се слагам. Од друга страна, major props за тоа што му има дајано шанса на многу продуцентчиња. Сигурно не по негова желба, ама ајде. Добро, OVO 40 е тоа, брат, као собира од секаде и на крајот на денот тоа го имаме зборено поише пати, брат. OVO 40 е таа движечката сила и плюс човекот е кредитиран продуцент на секоја можна Дрейк песна. Што значи тоа? Дека не стига кај Дрейк битот, стига кај 40, брат. И тој си прави што сака да си прави, 100% сигурен сум дека имаат некој таков холд на сето тоа, каде што кој сака нека прати бит. OVO 40 го твика, го прави за да ептен да легне на Дрейк на звукот, пошто нема човек кој што го знае поише Дрейк звукот и кој што е креатор на Дрейк звукот од OVO 40, брат. Ја би гледал онака документарец dedicated to 40, брат. Би гледал за све у позадина. Се надам дека ќе има. Мислам дека има она футеж у позадина сега у студио, баш го има најавено некој трейлер една минута и мислам дека ќе има нешто и многу ќе ми биде мило ако се појави тоа. Чисто да за вклучувајќи ми мене, за луѓе да може да видат OVO 40 уствари што значи и зошто има исто толку пари колку што има Дрейк, брат. Као легит има премногу пари човеков и е екзекутив продусер на секој можен проект, брат. Од 2010 па навака, брат. Тоа е бонд што не е раскинлив, брат. Нормално е тоа, значи ти ако го имаш тоа значи дека ти си нераскинлива врска, дека Дрейк не е само еден човек, брат. Тоа е факт исто така. Не, тоа не значи дека некој друг му ги пише текстови, дека ти мораш да имаш таков тим околу тебе за тоа. И тоа Дрейк тоа што го прави мене многу ми се свиѓа, брат. Ептен keep the family close, брат. Тоа е. Го прави, а врз основа на тоа интерполираат и многу звуци, користат други продуценти, ама на крајот на денот тоа е што ќе одлучи 40, брат, и заради тоа ми се свиѓа. И стварно е тоа така, на новиот проект, уште кога ќе отвориш кредит со онака, има премногу продуценти кои што работеле и тоа значи дека битов преминал од една во друга рака. Ако не друго се кредитирани сите продуценти кои што имаат работено, брат, тоа е добра ствар, Тоа разбираш. исто се слагам за тоа. Легит може само некому да му го купат за 10, 5000, 20.000 долари, А за колку и да е 50 битот. долари, брат. И за 50 долари ќе му го купат од YouTube и само ќе OVO 40 ќе го направи и само ќе пише OVO 40 дека е. Кој што 90% од моменталната генерација прави онака како. Така да мислам дека тоа е добро, тоа не е ни лош коментар, дека тоа е баш добар коментар ти да ги вклучиш сите што работеле на тој бит од самата инцепција на битот до финалниот продукт. Тоа би рекол дека е позитивна ствар ако не друго. Точно. Се слагаме со тоа со тебе за крај коментарот на Джојджо завршува вака. Дрейк го снема за 3-4 години, а како се ближи тоа ќе се покажува се повеќе и повеќе солти однесување. Добро? Не знам, окей. Не, ја не верувам, брат. Ја тоа го реков. Ја мислам дека Дрейк тек сега зазема здив онака за да прави ствари кои што не можел да си ги дозволи да ги прави до пред 5-6 години, брат. Као стварно сега ќе си биде онака тој стариот, тој истиот корни Дрейк си прави музиката што сака да ја прави. Разбираш дека не е притиснат од никого веќе, брат. Не му треба Тревис Скот, дури да има некој поголем од него, он знае дека за многу е најголемиот. Сега што сакам да кажам, као Тревис може да има уште 10 колаборации со Макдоналдс, брат, и да онака да се to cater to a younger audience, брат, и на 5-6 годишни деца уште децава да се програмирани уште у прво одделение да слушаат Тревис Скот, кој што е многу преку Fortnite, преку глупости. Директ тоа го има направено без сите тие работи. Така да Дрейк на оваа генерација Beatles, бе, брат, што збориме, брат, нормално. Ти да кажеш дека Дрейк ќе оснема, но Дрейк може да се повлече у некоја по вакво, ама ја мислам дека Дрейк има уште добри минимум
3 албуми у него кај што ќе ги извади, Брат, не брат. знам, јас само знам дека момент оф единствен човек што вади музика, брат. Што Така. вади стварно што вади музика, со рейт на кој што треба да се вади музика. Чекај маце. Honestly Nevermind, ова е втор албум годинава. Лани беше Силби? Да, Лани. Лани беше Силби. Во септември беше, брат, рачуне, во рокот 14, Тоа во се рокот три проекти. 13 месеци, брат. Сосема различен звук, брат. Сосема различен звук. Ти И колку сакаш, пристап, да. ти колку сакаш мрази го Honestly Nevermind, колку сакаш не го слушај. Тоа е албум со 16 траки, брат. Ти тие 16 траки да ги направиш толку да се далечно од све тоа ти што имаш до сега. Треба да овој влезеш момент во направено. друга зона, да. И да се вратиш у оваа зона кај што ти пак правиш албум кој што е прифатлив за сите. Работиш бе мајстор, ти имаш значи уште сила у тебе, имаш уште. Брат, единствено што работи во оку. Тоа Ја сам да ти кажам дека според мене баш спротивното е тоа дека не најдоброто. Ја верувам дека Дрейк го има достигнато пикот и веќе дека си иде, нели, спушта надоле и надоле, што е нормално. нормално. Ама не е дека ќе го снема. Не верувам дека Дрейк било кога ќе го снема, брат. Ја едва и чекам да видам Дрейк што ќе прави на 50 години, брат. Ја мислам дека Дрейк може ептено онака да стане од тој Коен брат, Лиор Коен брат, тај гај што ќе биде онака индепендент и ќе биде in your face на цела музичка на цела музичка индустрија, брат, као буквално може да стане следниот брат Universal, брат, ти ме разбираш дека Не знам дали има такви аспирации. Не, ама има таа моќ и го има тоа влијание врз културата. Ме разбираш дека може тоа да го направи, ако сака, нормално. А неговите аспирации се друго. И тоа сам да ти кажам, да збориме за неговите аспирации, брат. Он ја креира музиката што сака да ја креира, бе, брат. Ти ние што и да збориме. Јас сега можев сат и пол да посветам да го серам албум, брат. Nobody cares, брат. Човеков на крај ќе си го извади тоа што сака да си го прави и ја креира и се гледа дека ја прави музиката што сака да ја прави. И тоа е најбитното, бе, брат. Тоа е сите што сакаат да го прават. А ако може да се успешни со тоа што го прават, тоа што ти победуваш никој друг, брат. Тоа што ти победуваш, брат. Дрейк победува како и да е. Дрейк ја прави музиката што сака да ја прави на свои 34 години, кога сакаат многу луѓе да споделуваат дека има 34 години. И сите го сакаат Па не за сум тоа. долго многу 34. Не се бе, брат, премлад. И плюс, ама не тоа сам да ти кажам. Значи ти имаш 12 години кариера, ти си 34 години. Имаш длабока дискографија, уште вадиш музика, еден од најактивните артисти си, еден од најголемите артисти на светот си. И сите тие сакаат генерално, тие сакаат музиката. Win-win, брат, као. Затоа ти велам, Хрлос, многу добар проект, ми се свиѓа, имаше моменти, сега ќе сакам да зборам за тоа. Тоа можеби беше најнегативниот момент. Збори за тоа, ама нема да ја почнеме третата тема, ќе оставиме за некој друг пат, дека многу заглавивме. Да, и као не ми се свиѓаше до толку длабоко што влага дека многу се навраќа на ствари онака. Ете, може да го дам тоа дека е солти за некои ствари, онака зашто збори за некои работи кои што се десиле толку многу одамна. Конкретно зборам за неговата инволвираност у тоа со Меган Thee Stallion, не сватив што е, и дури и 21 онака рипна позади него и го поддржа за сето тоа. Не го сваќам кој е бифот. Ја спомна Ice Spice онака и даваш уште кредибилитет зошто го правиш тоа. Не го сватив и тоа дека пак she's a 10 but Ама не знам бе дали е за неа. she's a 10 but she's on mute. Добра, Она си го зема, она мене не ми е тен бе брат, не знам сега. Не е дека тен, не знам сега. не е Ќе тен. помина за проаѓање, ама брат не е тен. Не знам. You thought I was feeling you. Не, и највише што онака ми беше као зошто е тоа што се спрчка пак со драм. Но луѓе можеби нема да го знаат кој е драм. Мислам дека повеќето помлади него не знаат брат. Ама драм е еден артист кој што имаше еден добар момент 2014-2015 имаше неколку хитови кои што беше онака во времето кога се појави Кайл, кога се појави Лил Јахти, Тој bubblegum звук. тоа е bubblegum звук буквално и тоа беше нешто bubblegum звукот во 2015-2016 каде што имаше хитови, ја имаше Чача кој што мислам дека сите ја знаат, посебно дека е директна инспирација и е земена онака за да се направи Hotline Bling. Убедливо еден од најголемите хитови на Дрейк и плюс ја имаше Броколи,
заедно со Лил Јахте, така да имаше момент, ама наеднаш некако тоа беше blessing на curse и онака го снема човеков после тоа. Имаше уште тоаш биф со Дрейк, мислам дека заради дека му ја зел песната, дека му ја зел мелодијата, дека не му платил ништо за тоа, дека нормално онака из чисте мире. И као тоа спласна сето тоа и сега 2022 е, 2023 влагаме за месец дена и као Дрейк пак го call-outнува дека го тепал, he a bitch, нешто, не го знам конкретниот лајн и си викам, зошто? И Драм искочи одма на Инстаграм, нешто имаше видеа и онака ми не гледам такви ствари, као избегавам Black Twitter и такви видеа од такви глупости, пошто ептен можеш да загледаш, тоа е rabbit hole, што нема крај. Ама го пушти в тоа видео и онака као Драм не прекинува да збори и он е му вика зашо не збориш за Диди кога ти залепиш шамар и ти вика ти не ми ја и ти не се не испрчкавме, туку викна некој бабуш као го викнал 100% баканат на избрат, оној 3 метра има, ти текне сенегалец да ти евам Драм толкафе. Ти текне вика се тепа, вика ја вика со твоето security, вика ти вика збориш, вика ти мене си ме тепал, као дека ти мене си ме шамар. Што не збориш вика за Диди кога ти залепиш шамар. И тука почнуваат back and forth, али не сваќам, стварно онака као предалеку е тоа за сега да го спомнеш и не можам да сватам зошто го спомне. Тоа само единственото дека не ми као од сите работи што ги call outнува, од сите работи што ги кажува и што ги спомнува на албумов, тоа ми е најнесфатливото. Као тоа е, имаше 4 албуми да кажеш од тоаш ме радува, 4 имаше буквално. Зашо сега на четвртиот, као зашо у 2022? Што е тоа што го тригернало онака кога да немаш лајн ајче е овде, само тоа. И тоа мислам дека ми е единственото од сите тие ствари. Од сите тие ствари, пошто причата со Меган Ди Стелија не имам зборува, не дека заземам ствари, ама као онака, као стварно се чувствувам дека беше направена за да го кенсел на Тори Лейнс, брат. Сите ствари што ги збори онака стварно окей, до некаде си издржани, тоа Rome vs. Wade дури го поддржувам тоа што збореше за Сенат и за све тоа. Ама ова ми е некако онака безцелно, ме разбираш, као нешто во има завршено, Hotline Bling веќе луѓе не се сеќаваат на неа, као стварно е замрена веќе ептен у тоа залезот. Постои ко хит, ама не дека некако било како влијае на денешница. Која е потребата за тоа, од кај потекне? Само тоа ми е нејасно. Ама мислам дека со ова и ќе го завршиме денес подкастот и имаме тема која што се надоврзува на се во ова, бидејќи Драм на пример, кој што кажав, тоа е blessing на curse, онака кога имаш не артист, посебно и големи артисти на светот, кога ти се инспирира од тоа и кога ќе ти направи еден таков притисок да на еден начин ти стаја во една креативна коцка, као буквално онака ти лимитира, за да ја правиш музиката која што луѓето ја очекуваат од тебе. И да него му се случи и чачача и броколи. Да, дури имаше броколи има поише ефект за тоа. Броколи имаше поише ефект за тоа, пошто ептен онака као тоа беше тој SoundCloud момент, тој Bubblegum момент каде што буквално онака секое чудо за 3 дена беше и као се сеќам брат, ги имаш и пуштано, имаме играно на таа песна. Не знам да ја пуштам од време на време за да гледам за интересна песна. Интересна песна е, фанки на таква е хаха хихи моменти, ама Bubblegum брат. Да, ама лошо кога луѓето ќе да памтат по таква песна што него пишува твоето творештво. Да, твоето творештво, твојата артистичка страна. Посебно за Драм, ја не знаев искрено, ја на Драм се немам навратено многу одамно. Ја Драм ги имам слушано и такви има многу R&B, true R&B ствари, као тој Brandfire звук го има уште од 2014 буквално, имав на стариот телефон неколку ствари на мемориската каде што со Rome, со некои такви артисти од Атланта, имаше справено такви ствари и нели нормално тие две остануваат и за тоа те памтат. И ако не извадиш нешто што наликува на тоа, тогаш луѓето хейтаат и буквално идат и дури и против тебе, као онака едноставно те забораваат, не те пратат. И као за не ти ја вреднуваат твојата уметност, туку едноставно очекуваат само такви хитчиња за ти нивните потреби да ги задоволиш, а никаков фидбек не добиваш за тоа за твоите потреби да се задоволат за музиката што сакаш ти да ја правиш. И мислам дека и тоа, еве, тоа нека остане, ќе го оставам онака како клифхенгер, ќе збориме следната епизода за тоа, ќе направиме добар муавет, пошто има повеќе примери низ барем посебно кон последнава декада од 2010 би рекол па натака, каде што има многу поише примери на артисти кои што го искусуваат моментално и го искусувале уште тоа време, каде што се дали заради фановите, дали за една песна, каде што ептен онака се
Обележани. И се гледа и нивниот downfall уште од самиот старт, онака кога почнуваат, уште кога ќе се закачат на тоа. И да, си викаш Blessing е на крш, Blessing пошто сите те знаат, пошто си познат, пошто во тој момент сите очи се на тебе, имаш многу спотлайт. Имаш плейс, можеби имаш пари. Да, имаш пари, повеќе си нормално финансиите се на друго ниво, али крсот е многу поголем него ли самиот Blessing, бидејќи буквално најчесто е тоа каде што ти остануваш на тоа. Го имаме видено поише пати, го имаме видено тој притисок каде што артисти не можат да го издржат сето тоа, не можат да направат follow-up и дури и кога ќе направат, не е нешто што они би сакале да го прават, туку го прават и затоа на пример мислам дека тоа е тема која што е многу релевантна посебно сега и мислам дека ќе имаме добар муавет за следна епизода. Тоа е тоа. Добар муавет денес направивме. Добар Дечки, муавет. Не знам колку време сме више овде. Саат и пол сме тука. Така, саат и пол. Ја издржав. Порано што требаше да снимаме, мислам дека ќе се здадкува многу поише, нема да ми течат толку мислите, али Не. добре бар јадев денеска. Фала на сите што останавте до крај на оваа епизода, кај што 80% од времето зборевме за Heard Loss, за Drake, за проектот кој најсвеж, најинтересен периодов. Пишете ни ваши коментари у коментар на YouTube, дојдете кај нас на Discord, се вртат многу добри муавет, има многу добра дружба. Периодов како ќе излагал проекти ќе биде се поживо и спремаме некои интересни настани, така да дојдете на Discord да се дружиме. Линкот е во био. Пишете ни како ви се свигаше епизодата и се слушаме пак наредна среда. За следата плейлистата на Weekly селекција. Секоја недела селектираме 15 до 20 нови траки, песни кои што се ротација или некои заборавени джемс онака кои што ги вртиме или кои што се споделуваат во нашиот Discord. Заследете ја, слушајте нова музика, кажете ни што мислите за артистиве кои што ги збориме, за албумов кои што го зборевме конкретно за Heard Loss, албуми кои што можеби ги имаме испуштено, кои што не се спомнати. Дојдете на дружба од Discord, пишете ни, say what's up и се гледаме следна недела, дечки. Поздрав. Чао.